Првични реакции спротивставени мислења околу состојбата со долгот на државата. Телевизија Нова анализира како се движеше нивото на задолженост во годините наназад. Овој графички приказ покажува дека од 2004-та државниот долг бележи зголемување за во 2005-та да е на ниво од 36,7%. Следуваат години на намалување на долгот на Македонија, односно од 2006-та, па во следните години тој да се намалува. Најниското ниво на задолженост е во 2008 година, кога долгот изнесува 20,5% од бруто домашниот производ. Потоа следуваат години на раст на државниот долг, кој во моментов изнесува 41,9%, состојба која според надлежните е предизвикана од инвестицискиот бум и издавањето на евроврзницата. За дел од експертската јавност, стапката на задолженост не е загрижувачка, бидејќи во периодот што следи ќе се отплати висока сума, долг кон странство и повторно ќе се вратиме на психолошката граница до 47% јавен долг. Јавниот долг нема економист кој што ќе ви речи дека не може да се зголемува или не треба да се зголемува, ако тој се користи за продуктивни цели, односно напредување на состојбите во економијата и давање можност на економијата да врши поврат, нели на додадена вредност, а преку тој поврат, преку растечки бруто домашен производ, особено преку капитални инвестиции, да може да се отплаќа во престојниот период. Објавените подоци за состојбата на долгот на државата денеска е причина за ново препокување помеѓу власта и опозицијата. Од Социјалдемократскиот сојуз најавија ревизија на сите задолжувања од страна на актуелната власт. Нивните пресметки велат дека во текот на оваа година секојдневно земјава се задолжувала во просек по 2 милиони евра, а во моментов тој изнесува 4,7 милијарди евра. Ова значи и дека секој граѓанин на Република Македонија е задолжен со 2274 евра. Секој бебе се раѓа со долг од 2274 евра. Вкупниот јавен долг ги надмина ризичните 50% од бруто домашниот производ, како што предупредувавме и како што предупреди и Светска банка, кога изрази загриженост за огромните задолжувања на Македонија. Дополнително за денеска, извршителот на Груевски, министерот за финансии Кирил Миновски, има најавено ново задолжување на домашниот пазар од 61,5 милиони евра. Во 2005 година, кога СДСМ ја напушти власта, остави долг од 2 милијарди евра или половина од сегашниот долг на Македонија, реагира од Министерството за финансии. Од ресорното министерство им порача на опозиционерите пред да ја направат ревизијата, да кажат каде завршиле 2 милијарди евра во нивно време. Дополнително да престанат со лагите, бидејќи на граѓаните им се познати нивните манипулации, стои во реакцијата на финансии. Го охрабруваме СДСМ да каже зашто се земени кредити за долгот кој тие го акумулирале. Изминативе години Македонија има интензивни инвестициски активности во инфраструктурата, како изградбата и рехабилитацијата на патните и железничките делници на коридорите 8 и 10, изградбата на регионални и локални патишта, гасификацијата. Обезбедени се средства за изградбата и модернизацијата на клиничкиот центар Мајка Тереза и регионалната клиничка болница во Штип, за проектот подобрување на општински услуги. Официјалните бројки кои ги објави Министерството за финансии се дека државниот долг е 41,9%, додека јавниот 50,6% од бруто домашниот производ.